Добро се снајде Јаневски. Еве првата шанса за Скопје. Падна и пенал ќе има за домаќините. Фаул еден беше Демир во ведната втора минута од денешната пресметка. Не годуваат гостите, не се задоволни од оваа одлука. Да видиме уште еднаш оваа ситуација. Беше блиску до него Бојан Илиевски. На крајот од денот, сепак ова е пенал за Скопје. Ѓоко Алексовски ќе го изведе овој пенал. Втора минута се уште во тек. Алексовски, Елија Танасовски. Добро го направи ова Алексовски по средината на голот водат фудбалерите на Скопје. Голот ќе биде запишан во втората минута од овој фудбалски надпревар. Домаќините имаат рано водство. Ова може да влијае многу по случувањата на Железарница. Брз фудбал. Во Песу, добра позиција, 2:0, Кофи. 27 минути, никој не го чуваше Кофи. Во 27-та минута Скопје доаѓа до предност од 2:0. Прекрасна асистенција од левиот бек Бо Песу. Секоја чест Кофи би рекол многу добро се снајде во петерецот на Танасовски. Го гледам уште еднаш Бо Песу во простор, никој не го чуваше Кофи. Грешка, сериозна грешка на дефанзивната. Бо Песу му асистираше на Кофи во 27-та минута, повторно. Кони 3:0, но сега стрелецот е друг, води Скопје со 3:0. Погодува Оусеини. Еве го уште еднаш овој гол, повторно оставен без чувар. Фудбалерот на Скопје, 3:0, 37 минута. Оусеини му носи водство на Скопје од 3:0 и ми се чини дека да кружи со топката плеймейкерот на Пелистер. Сега грешка на Бо Песу. Никој не изреагира тука и што промашуваат. Гостите се држи за глава. Јованчо Трајковски, погледнете. Сепак тоа беше Лјамчевски. Не брзаат многу. Има 3:0. Сега добро за Петковски. Бие Петковски, брани. Брани Атанасовски, пропушта прекрасна можност Скопје за 4:0. Го гледам уште еднаш ова додавање. Лошо реагираше стоперот на Пелистер. Биеше капитенот на Скопје, но уште подобро реагираше и голманот на гостите. Десови. Сега додавање кон и 4:0. Од нигде никаде, 4:0, неколку грешки, ја гледам уште еднаш ова акција. Автогол за 4:0. Сите аплаузи одат на сметка на Гоце Тодоровски.